Христос се роди. Вистина се роди. Христос се роди. Вистина се роди. Христос се роди. Вистина се роди. Со овој поздрав, архиепископот Охридски и македонски господин Стефан го честиташе рождеството Христово Божик на православните христијани во земјава. Централното одбележување на празникот се одржа во соборниот храм Свети Климент Охридски во Скопје, кој беше претесен да ги собере стотиците верници, кои уште од раните утрински часови дојдоа да се поклонат пред иконата на Исусовото раѓање и да ја изслушаат божикната свечена литургија, со која чиноначалствуваше поглаварот на Македонската православна црква господин Стефан. Еве повторно стоиме пред тајната на Божик, пред тајната на Божиото доаѓање на земјата. Кога човештвото и сиот свет беа убиени во гревовна темнина, Бог не остана далече, туку слезе меѓу нас и бидувајќи светлина, ја порази и ја истера темнината и не со сила, туку со љубов. Бог, Творецот на Вселената, оној кој според зборовите на Свети Климент Охридски секогаш почива на херувимски плејки, стана еден од нас. Примајќи човечко тело, тој го сокри своето божество за да го приближи до себе, да го обожи и да го спаси човек. На Божик се испреплетуваат верата и традицијата. Денот започнува со молитва во храмовите, а продолжува традиционално на семеен Божикен ручек, со кој завршува 40-дневниот предбожикен пост. Верниците денеска го слават најголемиот христијански празник, празникот на Христовото раѓање. Со запалени свеќи и со молитва испраќаат порака за мир, спасение и благосостојба. Православните христијани во молитвите од Бога бараат радост, здравје и мир. Христовото раѓање, рождеството Христово е празник над празниците. Овоплотувањето на Богот и, како би рекла, Богочовекот Христос, кој ќе ни го донесе и спасението, и светлината, и патот на вистината. И верувам дека секој христијански верник овој празник го чувствува како дел од своето постоење. Основната и главна молитва е здравје за сите, за нашите најмили, за нашиот пород, да сме живи и здрави, да имаме мир, да имаме спокој и да имаме слога и разбирање. За среќа, за здравје, посебно за бабите, успех во работа и љубов. Домашна фамилиарна атмосфера со брат, братучеди, сите заедно. Божик се празнува 3 дена. Според христијанското предание, тој е празник кој го надминува материјалното и ги повикува верниците кон духовно возвишување. Исусовото раѓање символизира нов почеток, меѓусебно простување, милост и надеж.